Alright. Па добро, ајде да кажеме добро вечер. Добро вечер, тоа ќе биде како со акцентска целост литературно. Кажете. Ајде, добро вечер, Свети Николе. Чекайте малку, ја треба да се средам со... Јате дека имам микрофон, Значи, пофали се. па да се пофалам, еве дека имам нов микрофон и истија како твоја. И сега подобро ќе се слушаш и подобро ќе те Па, слушат други. уште не сме усогласени како што треба технички, ама верувам дека ќе се случи тоа у брза иднина. Ја мислам дека летото ќе смене се. Мислиш? Па летото ја колку и да не га сакам, оно ми менување нешто. Да не се промени. Па добро, ако тргнеме од тоа дека ни треба тон мајстор, светло мајстор, монтажа. Се ни треба. Ако Се некој ни сака треба. да волонтира, повелете. Да, така да да волонтира. само ние двајцата сме one man show, така да не можат да ни замерат за ништо, за шо и како испаѓа, какви смо, такви смо, супер смо. Па добро, за условите, мислам за моменталната ситуација сме окей. Да, точно. Како животот таму, Лори? Како функционирате? Добро ли? Уф, интересно прашање. Ја моментално многу не функционирам. Исто. Поише глумемо дека функционирам. Па со оглед на тоа што се случи со дека, нели, здравствено, многу не функционирам, ама ако ме прашаш конкретно за нешто или ако оопшто сакаш да збореме за тука како функционира Германија, ја би со задоволство зборила. Денеска Добро, ја тоа- мислеше, да, како функционирате у тај поглед, ти физички не можеш, ја више малку подобра ситуацијата со ногата кај мене. Ама ја некако, како да речам, са психички не е соодветниот термин. Не знам, па може да и е. Ментално. Така, ментално. Некако ментално не можам да се средам и имамо спомнато пред неколку емисии дека викендите ни се секат многу кратки, дека секат мислеме дека, а плюс беше продолжен у Македонија вај викенд. Некако цело време као ќе имам време и на крај ќе немам време, саќаш? Тоа е најголема грешка што еден човек може да ја направи и не џабе испаднала она изрека не оставај за утре што можеш денеска да направиш. Така да јас идам по тај некој концепт, не оставам ништо за утре. За утре знам дека ќе ми се натрупа уште нешто плюс. Така да можда и за тоа ни е најголема грешка што викаш ти, имам време, а времето е релативна работа, оно си тече, не чека. Оно си тече по собствениот тек. Добро, нема врска. Да, на тоа мислеше ја, како функционирате вие у Германија. Са не дека ја нели, имам некоја слика, да речеме, затоа што ја имам живеано у Словенија, беше ја 3 години. И можда на некој начин било слично, иако не сме разговарале на таа тема ја и ти приватно, ама предпоставувам дека е со оглед на тоа што Европска унија, они се комшии со Австралија, да. Австрија, Јаш кенгури рипат на граница. Па ја уште не сум видела кенгур. Не се разговарала си, ја не ти. Да. Не, сакаш да кажам со Австрија и у мојта логика би требало Австрија па да е слична со Германија. Не знам. Да. И сега ако ги рангирам, можда ќе почнем од од Македонија, ако почнеме нагоре, баш како што идеш нагоре, така по не знам, поразлично е. И По северностану. По чисто или така ја ги некако доживувам работите. Да. Како што викат нашите, што јужније, то тужније. За жал, а што северније, то какво? Не знам што би било. Па подобро, не знам, ама многу добра слика си имал, без разлика сега дали си бил ти Словенија или еве што викаш Австрија, не знам дали си некогаш бил у Германија. Што јужније, то тужније, што северније, то бедније.
Не. Нели не? Можда у ментална смисла на збора, онака не. А, Ти не можеш да овај дел, не можеш знаеш да што, кажеш не, бедни. тоа го користат изгледа локално, конкретно у Србија, како да ме од југо на Србија до север на До северна, да, може. не важи како за тука нашите ексју. Да. Извини што ме прашати, Дали си бил некато Германија? Тоа сакаше да те прашам. не сум бил никад у Германија, никад. У Австрија сум бил. Ето, ама ништо не е поразлично од Австрија. Веројатно, интересна работа, австриците и германците се многу неќат. Австриците за германците се многу пош, они така ги кажуваат. Ја, например, што имам и снобови ги нарекуваат, јас што имам пријателки тука што се од Германија, нели? Они не ги сакат австриците. Например, се многу слични, имат исти навики, се е буквално не можеш да направиш разлика ако не ти каже дали од Австрија или од Германија, нели? Ама они меѓусебно се знаат, веројатно тоа е нешто исто ако направиме споредба Србин и Македонец или Србин и Бугарин или Хрват и Србин, знаеш, некако тако тај дел. Можда, не знам, не ни верувам да е некоја политика у позадина, ама ето те така, као австриците... Така останало. Па така останало, ја не знам, сега не сум истражувала или толку длабоко да навлегувам дека од која причина, али пошто ние живееме тука на граница со Австрија, кај Салцбург смо, и значи гледам ги двете страни, можам да ги проценам, знаеш, сега некој па ако живее на кај Штутгарт, па можам би он таму францускиот дел, па таму може да се направат споредба, нели? Тоа исто и кај нас у Македонија, Исто како и има разлика, да, некоја минимална. Бил сам у гледаш ли како ќе ти изгледаше дека сам бил у Салцбург, не сум бил у Салцбург. Како се изговара, Салц или Салцбург? Салцбург. Заради тоа што у тамнешни времиња, таму 18 век, тоа било сол произведувале најмногу, да, и Салц е на германски сол. И тоа е Салцбург, и реката Залах или Салах, не знам, да не ми фаќа за збор, географија малку ми е така, до Минхен и мало не знам, некоја си, тоа се рачунала некоја си као патека на солта, не знам, така тргувале со сол Минхен и Салцбург, нешто. Добро, така знам Салцбург, нели највише како место на Моцарт. Да, али он е родното место на Моцарт. Да, и доста е, и затоа ти викам дека треба да дојдеш. Бил сум, значи, у Виена и у Клагенфурт, мислам, така. Тоа е првиот град после границата Словенија-Австрија. Да. И таму беше, ама беше празничен ден, Великден беше и некако не го доживеа у правото светло, ти немаше стварно ич народ. Беше празно и се беше затворено. Бем у катедрала една и тоа е тоа. Не може да добиам некој впечаток, освен дека е чисто и премирно. Дури премирно за нас, балканците, ја би рекла, заради тоа што ние сме научени на гужва, на бука, на звуци, не знам, веројатно таков ни е и духо. Ние сме многу блиски у менталитет со италијанците, например. Они се такви по-весели, отжагорливи. Да, ние зборемо со толку емоции, со како италијанците, со раци, со експресивни смо. Експресивни смо премногу. Дури за мене се дури германците како и премирни, пресмирени, не знам дали тоа им останало... Ладни би рекла или не би рекла ладни? Не, у никој случај ладни. Тоа е многу погрешна слика, дека они се ладни, они не покажуваат, они се многу селективни пред кои ќе бидат емотивни, ја би рекла. А тука има голема разлика. Тука има многу голема разлика, значи на ладни кои ќе речат германците многу ладни. Не, они едноставно одбират пред кој да бидат, да се изразуват едноставно, експресивни. Па недоволно размислено како стереотипни тоа валјда е. Па тоа е стереотип. Знаеш така некако, нели кога размислиш, има логика дека уствари
они само не го искажуваат тоа што го имаат, значи Да. не се експресивни. А тука Точно. постои, како што речеме, голема разлика, не дека не си емотивен, ама па не кеш пред секој секогаш да искажеш Да, што да. чувствуваш. Па можда тоа е еден вид на маска, ја би рекла. Малку ми е и премногу и вештачки од една страна и можда за тоа ги доживуваме како ладни германците. Ние Маска Балкан... мислиш дека или се така како генетски да речеме А можда и генетски, па како не нација можам, како. па не можам да одредам, знаеш, Знаеш тоа што е... тешко да е маска ако е застапено кај поголеми оброј, не може да биде маска. А Како и што кај тоа, нас, да. Да. А кај и нас тоа што ќе биде кажеш, прав си. маска ако како експресивна нација се правиме ладни, тоа е више маска, нели? Да, да, Ама не имало можеш и. да идеш против Управо си. природата, спроти природата. Точно, и ја тоа сакаше да речам дека значи ќе дадам прост пример, пошто јас не сум тука дојдена како девојка, туку како жена со деца, сопруг и на пример јас што сум приметила ако идам на игралиште, значи сам можеш да приметиш балканските мајки се најгласни. И само балканските мајки викат по нивните деца. Исто беше и у Словенија, исто, скроси. Значи, секоја друга мајка не ги приметуваш ниту децата, нити мајките. Не можеш да приметаш дека има некој на... А тоа е игралиште, тоа треба да биде весело место, да се вика, да се урла. Знаеш, а тука као шаци, лангзам, па ако падне, например, или ако направи глупост, па ќе го земе, па така смирено. Од една страна си викам, боже, колку би сакала да имам нивната смиреност. А јас сум као гласна, дојди ваму, немој да се качува, ќе падне. Знаеш, сега тие типично за некои работи што ги прават децата по игралиште, имам например. приметено, например, на плажа, не знам, у Грција, кај се Ете, много да. туристи од Англија, Германија, не знам, од други некои земји, точно, Да. многу каков и да е проблемо, не Да, се они да. толку гласни како што сме ние балканците, точно. Да. И мене тоа ме некад иритира. Чекам што глумат лудило или стварно се вакви тоа ми беше као културолошки шок од една страна па и е. на многу за многу работи и ќе ми рече тоест јас ги си речам сама на себе, чека Лорета е малку посмирено, знаеш, смали тон. Проблем, па имаш урнак, Нели? да учеш, можда Да. неприметливо си ти сменила до некада. Па, веројатно, тоа е таа некоја си интеграција, веројатно, не Треба знам. да те видам негде од страна како се понашаш у парк. Па ќе проценам. Да, а па сега не толку, порано дека беа помали деца, сега некако сум навикната и децата си ги Добро, знаат да. местата, ама на ново место знам да бидам многу протектив, што викат хеликоптер мам, оноа да пази, не, там, чекај, ќе паднеш. Да, сваќам, да. Тоа е, например, а они секаде, еве што викаш, плажа, дали е на игралиште, дали ма за било шо, у школа, на некоја приредба, представа, што и да случува, како да не има луѓе, може да има 200 луѓе надвор, ако се сите тие, германци да речемо, и ако треба да е тишина, ќе биде тишина. Ако треба, нели, да речемо, саќаш ме, дека и многу се дисциплинирани. Кај нас, например, да отидеш у театар или на филм да гледаш, треба некој 200 пати да те опомене да исклучиш телефон. Зборат или... Они тоа си го знаат од предходно, нели? И тоа си го прават онака по дефолт, знаат си ги правилата едноставно како треба да се однесуваат. Многу интересна работа. Ние иако ги знаеме, ние гледаме, знаеш, на некоја кривинка да фатаме, знаеш, ама Дупка у законот, во секој закон. Дупка у законот. Ако е така, например, по игралиштата, ме интересира дали, например, дојде викенд, па има родители со деца, мајки со деца или како и да, или како тоа функционира таму, секојдневно или за викенд или у недела, знам? Не, секојдневно, Боби, игралиштата се свети места за децата, они многу уложуваат. Значи, ние живееме у толку мало место, што ја би го нарекла село, а функционира како метропола.
а само да имаш еве некоја слика визуелно, на пример да речеме дека ние живееме ајде моментално у Црнилиште или Лозово. Добро. И тоа Горобинци место, да би. или ајде Горобинци, нека. Тоа место има две градинки. Добро. Значи, замисли сега у Горобинци да има две градинки. Две градинки Да има. имаш, да, две градинки. Плюс една градинка за јасли, значи имамо три градинки. Имаш школа основна од прво до четврто и после, пошто тука средното почнува од пето оделение, не од девето, од пето оделение почнува средна школа. И колку време Имамо трае? едно средно, ќе ти објаснам и за тоа. Добро. И сега ја ќе зборам за Бајан, пошто сега ако некој друг не гледа и прате, може да имат некои си други правила, пошто покрајните секоја сама по себе си е различна, они се 16 низ цела Германија, не сите исто функционират, ама тука се тие некои работи. И, значи, две школи, како една средна, и имаш два големи маркети, да речемо како Да не ги рекламирам. Астра, ајде. Да Да. не ги рекламирам, ама ајде да ти дадам некоја такво Слика. за визуелно да знаеш Визија. колку големи маркети има. Да. Имамо доктори. Исто. Сладкара, пицерија, чајнис, и што друго? Имамо и ево ја физикална терапија идам, исто така центар за физикална. Значи, Имате? нема што нема. Има. Да. Како? Ние немамо, рецимо. Па, то. Ние Значи, улегаш, умало Сами се затруднуваме. сами се лечете. Да. Значи, сега замисли ти у Горобинци да ги имаш сето тоа. Ете, ја у такво место живеам. Ама знаеш И, што па? Да, добро. Само што кај нас наместо на подобро идат малку на полошо работите у смисол на не знам наталитет и одселуваат се многу и знаеш? Да, Некако да, се ретче да. народо и некако е банално да размислуваме на тема да ги подобримо тие услови кога више народов га нема. Кад нема луѓе. Да. Да, за кого? За кого? А колку од Точно, прилика право имате си. таму вие кај што живееш ти? Мислам, колку знаеш ли тоа или? Леле, не знам за бројки, не ме Население. пишува, не сум се онадил. Не знам. Добро, Некако значи така, имате за 4000, како да околу ти- 4500 становника. Ето. А Свети Николе колку сме останати, не знам. Мислам ја и да Па не прогуглам. знам. Можам да прогуглам во моментот, ама не знам колку е тоа реалната бројка, пошто Ма не се тие релевантни бројки, пошто Да. не е правено попис, не можеш да Па знаеш правен дали е е тоа попис, точно. ама нешто не знам. Според попис 2021, вкупно општината 15.320 жители, населени во 33 различни населени места. Градот Свети Николе е 11.700 според последниот попис, значи некои 2,5 ваши местенца, што не е за Ги имат сите занемарување тие бројка. бенефити. Нели? А имате многу поише услови од нас. Ја не зборам услови не знам. Па не станува збор само за Свети Николе, ако споредеш и некои Да, други да. градчиња од што се како Свети Николе, вака се Добро, ма така точно се па не е замени релевантно и да ги немат некои споредаме услови. затоа што да, повише би ги Да. споредило нели село со село ако више, нели? Мада Да, тука не е град. многу разни фактори играт. Играме добро, окей. Добро, сега ние сме Европа, Македонија Да. не е, тука е Германија за развиена социјална земја, така да Например, не би можели да правиме споредба, ама Например, не знам да речам ајде играчки алишта, нешто такво што нема тамо да се купи со физичко, мислам у продавница. Идете у соседен град или онлайн, што е популарно? Не знам. не бе нено се си функционира со онлайн, со Салцбург ми е од другата страна на реката, имаш трговски, имаш се. Значи буквално добро. се тие
сетие на дофат. А прашаме за како функционира за викенд, игралиште или било што, нели? Интересно е што тука игралиштата им се свети места. Претходно ти кажа, децата значи многу практикуваат да децата поминат што повеќе време надвор, у природа. Значи, дури боси ги пуштат на ладно или не знам, на дожд да си играат. Знаеш, и не се чека викенд, викенд се чека само ако е, например, продужен, па тогаш ќе видиш фамилии со точоци, со, не знам, со ролери или пообично се со точоци цело време возат, значи групно као фамилија сите си возат, па застанат тука кај нашата сладкара, па си земат сладолед, па дојдат на игралишта, па деца прават и излети, ама излети, пикник. Например, пикник, ама не зборamo за пикник као праомајски кај нас со скари, со распалување, со такви работи, тоа е строго забрането. Тука си има одредени места што се обележани кај можеш скара да правиш. Еве, ја ти кажа дека вчера беа на река и скара таму правимо. Значи, не можеш било кај и да отидеш ти сега у шума и да си тераш таму пикник и да вртеш прасе на ражен. Такви работи можат комотно 3000 евра како ништо да си платиш казна или па Многу ме интересира дали има некој, па ајде балканец, македонец, ајде да речемо, што не знаел за тоа и развртел скара негде кај што не треба. Не знам, веројатно има. Јас скоро прочита, да, пошто нас тоа не е нормално, да, некој ако не би се информирал доволно, сигурно и би направил такво нешто. Скоро читам, ама веројатно се некои или се од Србија, Босна, не знам, не ме фаќа за збор. Балканци. Балканци. Значи, на тераса ставиле јагне да вртат. Ставиле скара и тоа е строго забрането. Можеш само електрична скара на тераса да користиш. Добро што не го чуват јагнето таму. Шталичка. Не знам, значи до некаде и смо толку некултурни за некои работи, искрено, ама добро. И дошла им полиција на врата. И одма тука санкции, глупости, не знам што оно. Што им рекле, дајте ни пола од јагнето на нас, пола на вас, ке им проблемам с прсти. Нема мито, нема такви работи, нема шанси. Премногу го користат почитуваат законот, значи нема кај нив да најдемо дупка у законот кој самија што кажа или имам човек таму или не. Значи имам пријателка што е полицајка и они стојат на граница. И момент ми е што ме интересира дали има таква поделба кој на кого е, кој не знам дали има пари или не богатија или е нешто. Не. Таква поделба. Они тоа не го прават. Еве сега почнаа да зборам за пријателката што е полицајка, она работи фул тајм си е полиција. Ти имаш пријателка полицајка гајле. И не знам што беше работа и ми вика идемо на кај Салзбург и вика ама пасош и да се земеш, нема да се идела без пасош преку граница. Вика, има колеги проверуваат, а стварно тука стојат си на граница луѓето, има заради доста имигранти што има, што поминуваат, прават си контроли. И вика, има тие колеги таму се доста зезнати, немај века, ја нема да те вадам. Знаеш, ако немаш пасош, како би поминал? Сакам да ти кажам дека нема сега пријателки или сме, нели сме. Ти ќе се почитуваш закон, ќе си правиш како што си е по пропис и правила. Да, а натака ти си знаеш, но сама си носиш одговорност. И таа истата пријателка, значи си работе мини джоб плюс и иде чисте куки. Стварно? Да. Браво. Значи, она не пате од комплекс на па тоа на ниска вредност или дека е па авторитет некаков, што мене ме многу изненади, ја тоа не ни знаеш, некако случајно паднава на муабет. Кај ќе идеш на работа, векам, нели заврши сега со работа? Нема да и падне круната. Точно, да. Века, не бе, сега ќе одам, века, имам
кај една жена што чистам, знаеш, треба да чистам и тоа е екстра инком, тоа е екстра, Браво. сваќаш Сад пари не да знам, си заштедил. моето чувство е дека кај нас тоа или Кај го нас нема тоа или никад. ретко. Не знам. Не. Не ќам Не. да не можам да тврдам, нели? Ама Па да, ама познавајки си нашиот менталитет каков е и шо и Да. сега да е некоја полицајка и да иде после работа да чисте куќи некому, тоа е испод част. Да бидеме реални за нас, тоа не. Ја знам какви смо си. да. Мене ми се чудеа, например, кад идеш у Грција за собарка. Собарка е модерен епитет за чистачка исто. Реално идеш чистиш соби. Нели? Глупости, мислам, мене тоа ми е апсолутно се што е се е работа. Се е работа, се додека си е поштено, Да. молим лепо. Да, и тоа сакаше да ти кажам дека они немат кај нив имам јас свој човек или како ти што рече ова е на тај или на она или не знам што, нели? Како што Кој- ние кој Кој каков која е наставничка да учи или Не. од децата ако зборемо или не знам у која паралелка да биде или не. малку повише да го туркат напред да буткат детето фейк да му прават Не, фейк знаеш кај профил. има повеќе, не е дека нема, да се разберемо, не е дека нема. Ама имам го тоа приметено, тоа го прават русите. Тука има многу руси што се дојдени од Казахстан. Па таму некој си у 90-тите, таа некоја си политика таму у Казахстан со Русија, тие поделби, не знам, прогуглај на интернет за таа историја, тај дел од историјата. Многу руси има тука дојдено и они се така понашат. И ако нивните мајки и татковци нешто направили, сега они кои што се моја возраст, например, имат нешто направено, они глумат авторитет и се, би рекла, муват на секаде. Ама како тоа, у тај систем тоа има дозволено или како, не ми е јасно. Па не за дозволено, али секој има такви некои луѓе, нели, што ќе барат, ќе најдат прават мој проблеми. твој човек, нели, да фатат кривина. Ама ако збориме генерално за германците, не се такви луѓе. Они се доста Добро. и многу се скромни. Тоа го А имам тачни ли приметено се кај они? нив. Дали се Они они с- тачни? Они се punktlich, kajt. Punktlich. Punktlich. Многу е чкле јазико, многу е тежок, али. Да, многу се точни. Многу е интересно што се дури они се пред времето. Парно? Они не се точни, они се пред времето. Како беше време цајт? Така? Цајт, да, цајт. Па цајт, а цајтунг се вика весник. Како? Цајтунг. А цајтунг. Цајтунг, да. Многу се точни, например, имам приметено кога ќе правам роденден и за децата или кога треба да ни дојдат на гости или договорена сум некаде да испаднам или значи ја по природа сега моментално сум точна. Децата ме научија на точност. Во ако гледат моите другарки ќе речат не е точно, Лорета лже, она беше најбавна од сите, само ние го чекаме за учаршија. Али Тоа било од некое време. тоа беше пред 20 години, да се разбереме. Цајт. Да, поздрав до Павлинчето. И од мене исто. И Невена, они секад ме критикува. А можда и за тоа со таа причина сам у Германија, да бидам малку и поточна. Ама чекај ти, некад у живот имаш ли размислувано, има ли ти пролетано низ глава дека ќе завршиш да живееш у Германија? Како опција, не знам. Не, Устарно? но ако ти се верува дека мене Германија ми е била толку одбивна држава, толку Поради јазико или зашто? поради јазико и поради И мене тоа така. што никад не е била толку искомерцијализирана да ми остави некаков печаток како за Америка што правеа, например. Така, Секој сакаше да иде у Америка. Да. Нели? Секој Ние сака смо да секад така недостижен ни беше тај American Dream. Да, Така се и ја стремам.
Така. Повеќе. И ја многу сакаше да идам у Америка, например. Да. Дури Исто. аплицираше за бебиситърка за Green card. Америка. Не за бебиситърка да идам. За А, малку ќе отидеш у Америка, ќе чуваше близнаци. Ама беа ми многу мали некако и страме фана, ти кажам право. И викам, ај ќе идам у Катар. Тоа беше или джа или бу. У исти ден два интервјуа. Едно за Катар, еден за Америка и некако се одлучи чекај, па Катар. еве, ти у Катар фактички тоа е друг континент и се има тука кои разлики се има, може да кажеш помеѓу Европа и то и мислам сигурно има многу Па разлики. тоа е небо и земја. Мислам, Да. ако почнеме да споредувам, треба да збореме. Не Да, знам, но добро, дури па ти малку например, сум. да, си тука со семи фамилиарна. Да, и Таму то, не си да, била, да, зависи таму како живееш и која ти е целта. точно и тоа е исто многу битно. Значи таму сум била како девојка, не сум била фамилиарна. Сега Ево, не сум например, па ја фамилиарно, таму ја не би можам преживеала. желба да идам. Не дека имам у Германија желба да идам, например, меѓутоа Па ти си зашто само не, за у Германија, бе, човек. Ти претходниот пат рече дека не ќеш сонце и не ќеш лето. Тука само 2 месеца има сонце и тоа у тие 2 месеца Ја, Лори, па врне преку еден ден. имам доживеано културолошки шок, пошто ја по природа сум човек што не знам, почитува правила, тежнее кон перфекционизам на некој начин. Дури кад го викам тоа, викам не го викај тоа затоа што не знам, као не е точно, можда не си, знаеш? Тоа е многу битно за мене. А ја като иди у Словенија, тие 3 години само тоа го засилија некако. Тоа, тие мои некои, не знам, тај мој некој карактер и размислување. И ја кад се врнаа од Словенија после 3 години, еве ја колку време помина, уште не можам ја уште се нервирам што не застануваат на пешачки, што треба ја да се пазам дали колата ќе застане или не на Или не. мостообратно. Таму Да, колите тука не е се стануваа така. 2 метри 3 пред пешачки Да. уште. Дури јас сум Да, се они чим те гледат дека доаѓаш, Да, да, дека они не идуваат. застануваат. И Посебно за не знам, оние бонтон основните работи како добар ден, благодарам, пријатно давање ред на каса, ако некој видиш Да. дека е постар, бремена жена или ако има Да. многу помалку продукти од ти што имаш. Да, Тие да. работи кај нас уште ги гледаат. Тоа е како бонтон, да, диви, убаво како викаш. диви како тоа знаеш дури име како чудно шумом фали на овај што дава Да. предност. Кај нас тука сите некако гледаат преку ред да улезат, па што сака било поводу или тако. Само да се Да. избутат, дишат ти ушија на каса, гледаат ти новченик, гледаат ти од торбата, чекај Да. малку. И јас се така живцирам за такви некои работи. Не знам. Ето гледаш, познава се дека си живеал некаде на Аз страна си седам тука, упорно. Епа, ама ја ти викам дојди си, не ти. И тоа ти кажувам, викам, многу се точни. Значи, доаѓаат си на време, роден ден испремам, они се први на роден ден. Први си одат, нели, како изминало времето, како е пишано. Тоа, например, идете ли си као мада после ковид кај нас исто не можда не е толку актуелно, може грешам, ама по гости идете ли си како пријателки, мислам, по дома или надвор? Па да, има повеќе преферирamo надвор само заради децата, пошто збесна донатри. И да се истрчат и ние, например, ајде да си направиш да редам обед, мада не можеш со деца толку многу, повеќе испаѓа дека се гледаш за децата да си поминат убаво, отколку ти да седнеш и да седеш на кафе, например, тука тоа не постои. Однапред сте испланирани или како? Пошто добро ти Па се е по договор, се е по договор. Не може некој да ти тропне на врата и да рече: "Еј, слушај, знаеш, ај свари кафе, доаѓам." Тоа е па тоа, да. Или комшиката сега да ми упадне, ако си се ние знаемо, ама се е тоа формално. Добар ден, како си, нели, ќе те праша. Ама дури имам една исто блиска ми е пријателка и она тука живее у нашиот влез и значи се треба да се договориш ти за да испиеш едно кафе за пола сат, ти мораш 2-3 дена унапред или една недела или со денови се договараш, пошто имам термин таму, не, имам работа ваму. Чекај, детето има пливање. Не, на карате ми е.
чекај, а во другото не, ваму киде и чекај да видам кај имам јас слободно. И ти буквално како да си на Excel спредшит, и чекај да видам кај ми е слободно, уште да имам секретарка и да... Тоа во Словенија првата година, пример ќе го земам ако е било март, почеток на март и ако сум рекол да пример да идеме на кафе или да се видиме и сето тоа, ќе ти отворе планер и ќе рече окей на 26 март, а оно денес втори. На 26 март 5, 6, 7 одговарали. Мене тоа ме многу нервираше на почеток. Што ќе правам вечер, некој на 26. Да. Тоа некако они имат си план за се и можда и за тоа многу работи им успеват, имат план у живото, имат цел некоја веројатно. Тука беа у Лјубљана сите со планери, барем младите, сите имаат планерче. Малецко тефтерче или нешто. Па не знам, ама не мора ни да имаш планер. Ја имам си календарче, чисто си запишувам кај што треба да правам. Тоа е тоа. Ама мене искрено ме многу нервираше на почетокот тоа. Многу ме нервираше. Веројатно тоа мое друга верзија од мене, балканска Лорета, да речеме, не е дека јас сум сега Лорета германката, ама природно ми доаѓало као чекај бе луѓе, па како јас се треба да испаднам сама и да се и како утка да идам, знаеш, нели? Гледаш, кај да идемо, ајде ќе идемо таму, знаеш, ама досадно ти сам. И сега не може некој да ти урипа туку така, ај ќе идемо ова, ајде ово ќе правиме, ај ќе идемо на кафе и седнеш 2 сата кафе тераш. Не, кај нив дури и кафето е пола саат, кажеш што си имаш да кажеш и они се продолжуваат со живото натака, значи они не можат да ти седат со сати, па едно филџанче да стое да зафаќаш маса ти 5 сати. Што се смееш? Попознат жвакат ли му лъжичката пластична? Не го жвакат лъжичката. Не, толку е некако брзо, тече време. Пред времето се, што викаш, да? Они се пред времето, значи он те не дозволува оно да ги стаса. Не, ама не, он те ставил тебе у планер, ама ти не значи дека ти цел ден со него ќе поминеш. Разбира? Јасно. И така да, тоа ми беше многу чудно. Друго исто интересно чудно што ми беше, кажуваат ти што да им купиш за роден ден. Значи, ја исто многу се нервираше на почетокот, па тоа балканското у мене многу преовладуваше и викам, добро, што е на ова, она ли ќе ми кажува на мене, јас што да ја купам за роден? Ама, уствари, они се многу практични, не барат многу. Сваќаш, они не ти барат тебе од 500 евра поклон или не знам што. Напротив, ти можеш ќе дадеш 20-30 евра да речемо, па и 50, ајде, како и да е, дали за детето, дали за пријателката, ама ти мислејќи дека си купил убав поклон или што и да е. Не и треба. Не и треба, и она нема тоа да ти го цене толку, туку поќе ти го цене да и купиш нешто што на неа моментално и треба, или на детето, дали за облека, дали за играчка, дали... Што како тоа иде? Па ништо, па они кога ќе те повикат на роден ден, тоа на почетокот си беше, обично си кажува, бе, види вака, кога ќе правиме роден ден, можеш тоа и тоа да донесеш, можеш тоа и тоа. И знаеш, мене некој беше многу... Мене во ми е многу чудно. Да, и мене ми беше многу чудно, дури навредливо ми беше. Например, нешто се ќаваш ли за побарале? Абе, не знам, еве за децата конкретно, темата е да речемо Покемон, ајде да речемо, и она ќе ми каже, слушај, купи го таа и таа играчка и фале, у Мюлер и е таму, ставена е у корпа, купи ја таа играчка, таа нека биде од вас, ја на другите мајки кажа тие другите играчки да ги купе, за да она ги има цела колекција детето. Сваќаш? А, например, она била 10 евра таа играчка. Ама мене начинот ми беше толку чуден, јас си викам, чекай сега, ќе ја купам таа играчка, сега, ајде купеш си и чоколади, купеш и бомбони, нешто, знаеш? И некако не ми е убаво малецко кукличе, толкова јас со толкова поклонче да идам например. И знаеш, незгодно ми е. Јако. Знаеш, и ја викам, па ја за 20 евра ќе купеше покла, ќе си купеше нешто поубаво, знаеш? Сваќаш ли? Поголемо. Поголемо нешто, па однесеш убав
поклон. И и тоа ми беше на почетокот чудно, ама сега почнаа и да пишуваат у поканите, децата си дават покани и одоздоле која е темата. Па да, некад знаат да кажат, може и пари, пошто планирам нешто тоа и тоа да и купам, знаеш? И практични се, едноставно не остават на случајност ништо. Браво. Они се така, се е темпирано, се е испланирано, се е овако. Ја во не го знаеш. Епа еве. Добре А да кај се прават знае. роден ден? Мислам, А роден ден и друга работа што е интересно, прават на игралиште, у Шпилплацки, на игралиште. на игралиште? Да. Ау. Со пластични чашки, со хартиени лажички, вилушки, пластични лажички, вилушки, хартиени чинички, по една торта, нема ни грицки нено. Ако се направи некое мафинче, по едно сокче и толку. И за нив тоа е роден ден. Ја и една моја пријателка македонка што е, правимо роден ден и исто, знаеме ако убаво времето на игралиште, И пошто кај правите тука е. Потер? Не, Кајте заедно со две сили здружени и знаеме не, да са не. Сакам да кажам дека ја и она, например, она си прави исто на игралиште, пошто децата и се родени у такви месеци, кај што времето е супер. Ја изнајмуваш едни простории, тука има. Тоа не е нешто да мада Да си знаемила ти. не, ама не можеш и дома викаш исто деца, ама многу се собира и некако хаос правеа, децата сакат да трчат, значи хаос правеа. Нормално, да. И тоа место кај што беше е од општината и таму е само треба ти храна да си однесеш, не е нешто дека си плаќал ти не знам колку, немој да мислиш ти ја кој знаеш што правам. Ама ако папа си Ама да, ама нема игротеките се прескапи, нено. Прескапи се, значи треба да платиш минимум 25 евра од дете за 2 сати. За 2 сати, значи тоа е стварно како свадба да му правиш ти на тоа дете. Затоа и не ни идат, затоа и си чекат роден ден и по игралиште или дома, ама многу малку, 2-3 деца само викнат и тоа е тоа. И ја и она правиам доста мафини, па не знам кифлички, па не знам Турска пици, салата. салати некој. И знаеш, и кога ќе дојдат германците и они се вау, ти ли ово направи, ти ли ово направи. Беа воодушевени колку ние знаемо храна да ставимо на маса, нели, типично балканско, нем да нема. И затоа ми е било чудно, па кај нив като отидемо, ништо нема. Деца гладни си дојдат, трчат. Викам, абе, нели бета на роден ден деца? И со мамо само мафини да има. Да. А чека, јадат ли бе лепо они таму по Германија? Многу. Да, па нив лепи е основа, како оризо што е за кинезите, лебо за германците е свето нешто има. Имало, не чита пред некој ден, 500 вида на лебови у Германија. 500 вида на лебови. Не знам ваков, не знам онаков, ја не можеш ни да ги изговориш толку што тешки и Гледаш, ја пак долги. мислам дека не се толку лебари. Не, то не е стереотип, тоа е стварно така. Да. И нон-стоп леп се троше. И компир, само тоа знаат. Компир и леп и Картофел. вуршт. И кобасица. Картофел, да, и вуршт. Да. Кобасица. Кончита вушт. Кончита вуршт, да. Е, тоа. И нема тони тука игротеки, да кажувам ти, многу работи. Многу различно. Они да видат како, па како се у Македонија дотеруваат децата, па тука како се облачат. Ја ќе ги дотерам моите за роден ден, кој ќе ги видат, вау, кај ќе идете. Они на свадба така не си ги облачат нивните деца. Кад ќе прават свадби, например. Дури и свадбите се у толку многу мал број, у интимен број, ја би рекла, што они
100 души да има, тоа е многу, тоа е како everyday нешто да се случува. Нема кај нив невести, не знам, па да иде невестата на шминка и на флизура, нема шанси. Тоа како она дома, како се средила, како си фанала косата, отидат у општина, регистрират се, и толку, ако отидат некаде на некое место, ресторанче, да апнат нешто и тоа, гостите си плаќат пиење и јадење. Чува, оние тука леле на свадба сам, да речемо, на 15, шокиран, треба нешто да си купам. Да. Ама мене ми се допаѓа од една страна тоа. Нешто се светка што не можеш да го носиш друг пат никад. Мислам, особено Па женски. да. Особено женски, да, фустани какви има, па имаш тука педикир, маникир, па шминка, па флизура, па ако си па некоја кај блиска рода, па тебе 200-300 евра минимум не те расправа, бере, за свадба некаде да би идел. Тука не е така, тука некако многу се, дури некад се нервирам, нема мода тука, нема од кај да купеш нешто, да се дотераш, нешто да... Ево, например, кад беме у Италија, у Римини, пред 3 години на одмор, таму имаше исто трговски центри у близина и ајде да видимо нели као шо како. У секој бутик што улеземо, јас си најде нешто и модерно, и убаво, фенси, нели? Ама Италија е земја на модата, а овие тука се земја на планинарите. Практични и поедноставни, валда. Многу се практични, многу и тука само можеш да најдеш од оние што се гојзерици за планинарење, ама ако сакаш нешто квалитет, јакни, скафандери, за дошт, значи за точок, за... Да, такви некои. Дури се нервирам нема што да најдам да се дотерам, а и многу се нервирам што и ја така постана се некако лежерно, почна и ја да се облачам као нив некој, ептен се претопи со нив. Тоа е добра работа. Са не знам, можда индивидуално, мене лично ми се свија тоа. Да, едноставност и практичност. Да, мене ми е тоа. Не викам дека јас сум практичен и такво. Јас сум едноставен у стило на на облека и такви работи, јас се препознавам у тоа и лесно би се претопил у тоа. Не знам како ти кажам, мене ми е доволно... мене ми фале тоа да видам убави луѓе, мене, например, у Македонија и у Свети Николе, сега кога ќе испаднеш или у Штип, кога ќе отидеме, значи Свети Николе исто, значи гледаш средени жени, нашминкани, па дотерани, што викаш, тоа е само дури за на кафе, значи некој не си ни дозволува до продавница да отиде така, нели? Да. Тука некако се ми, знаеш, како нема убави луѓе. Знаеш, дури и ти ако се малку подсредеш, као да издвојуваш. Да, и така те гледат, као оваа за кај се дотерала, кај ќе иде. Знаеш, не так, осеќат се погледи као кај ќе иде, за кај се дотерала. Знаеш, а ти едноставно сакаш да се осеќаш убаво, да се чувствуваш некад, знаеш, и кога ќе се припремаш од дома. Да. Така, убаво се осеќаш, испаднеш до теран да прошеташ, сега некако се си по тренерки, само патики, ја мислам дека забрави да одам и на штикли, искрено. Нема. Добро, тоа е валјда кој што сака, не може. Али тоа си со тек на времето, да. Ама не. Ама за разлика од тоа, у Салцбург па не, у австриците не се такви, австриците се малку по-фешен. Ама со Карнери, Моцарт. Да. Они малку се и по-туристичко е тоа место, таму малце посе. Добро, комерцијала поише има таму, дека Моцарт нели сите тие работи. Па да, и културни настани, и театри, и опери, и све. Значи, гледа се дека е буржуазија таму некако. Да. Чисто сигурно е, чисто секаде. Секаде е чисто, нено, дури хартија од мастика си ставаш у джеп, ќе си фрлеш кај што ќе најдеш кантичка, нема така. Се си обележано, се си е средено. Децата од мали знаат како да се понашат? Леле, да, моите немат проблем со тоа. Јадат сендвич, ноншалантно си го фрлат позади себе или пред себе. Стварно, мене тоа ја и пред да живеам у Германија, мене ме нервираш. Отворат сладолед, падне си на земја тоа, или
шише сок, фрлат го, па го риткат до дома, па го газат, па така тоа. Стварно? Леле, јас сум забравила, да, така беше, мен тоа ме нервираше и ја... Например, на клупи, после излавање за викенди, па и било кога и, нели? Като Значи, уште си е така. Почнат да седат, поминеш после тоа, стоја си ѓубре по клупите. Сега да не збореме, па знаеш дека сончогледо кај нас е актуелен лушко сончоглед. Има на секаде. Да, тука имаше едни руси, јадеа на игралиште сончоглед цело време, као ние што знаеме, да седнеме и оно, као глувци, Па месец време така правеа, некој ги пријави. Сега веќе не седат нам. И не ни идат на игралиште. Па како папагали. Значи, некој ги опоменал и им дошол и им кажал дека тоа не смее така. Глед са, многу интересен момент, моje мислење дека ово што збореме сега како ете тука, што викаш ти, тука не е така, тука е средено чисто, сите знаат кај треба да фрлат и сето тоа. Да го слуша тука тоа некој у мојата глава е нешто како па чим ти се така свиѓа, седи си тамо, или па на мене би ми рекле, ако не ти се свиѓа, ти иди тамо. Оди си, да. Не. Тука е такво, и да, и навикни се. Да, и навикни се, ако не ти се свиѓа. Не се стремено за нешто такво. Точно, тоа сакаше ја ти речам. Мене ме нервираше тоа уште пред да дојдам ја тука. И не станува збор сега само за Германија. Ние правиме си муабет како и што е правиме некоја споредба, паралела, што е, како е, што ми фале, што не. Кој поглед е подобро, ама ја и кога живееше доле, мене ме ужасно нервираше да видам некој што викаш ноншалантно фрле, а кантата е на 2 метра од него. Значи, тоа станува збор за домашно васпитање и за култура. Дури и канта да, ја ги речат канта нема, ама што викаш у джип си го става па го фрли првото што ќе го најде. Не, пред да дојдем од тука 2018 да, ја беше трудна со Калин. Ја работеше у организација на жени како пиар за мрдни со прст. Не знам дали се сеќаваш на тоа, значи селектирај го својот отпад. Значи ние како организација сите жени што беме таму нели уклучени, активирани е така. Целта ни беше да го научиме народот дека ѓубрето мора да си го собираш и да си го селектираш. И ако сакаш ти да живееш, па очигледно не, еве гледај што ми кажуваш. Значи, идеаме по куќите и им окажуваме на луѓето дека електричниот отпад е многу штетен и дека треба да се фрле. Значи, имаше такви акции што одеа по куќите, луѓе се пријавуваа, сакам тоа и тоа да го изфрлам, се зимаше и се носеше таму кај што треба. Тука е овоа нормална работа. Значи, тука си имаш крај. Тука, се уето кесе за ѓубре, се има. Не и иде. Батерија, и хартија, и пластика, и стакло, и габење, и се. Така. Не иде тоа така. И верувај, многу е полесно и за ѓубрарите, и за природата, и рециклирањето, па и посебни канти за лишта. Ако не ти треба та лишта, пошто сега луѓето се over consumers, значи премногу... Оние контейнери имате ги валда? Да, контейнери за облека, за обувки, нели, контейнери за стакло, и тоа дури и стаклото е поделено по бои, зелено, кафено и бело, прозирно тоа е. Да. Исто. И се е многу... И за тоа функционира и тоа е како некоја симфонија, нено, знаеш како е? Се си тече. Ле, ние сме многу далеку од тоа. За жал, да. Ние сме далеку од основните, од бонтоно, од нефрлање хартија, а па селекција. А не па селекција или нешто друго. Тоа беше многу убав проект, тогаш ние и до Штип, мислам, и таму зборимо шо како беше, не се сеќавам, значи 8 години поминаа. Нови канти се ставија на секаде, значи... Знам, да, сеќавам се, да. Се беше, не знам, и... Тоа моментално било само можда нешто. Тоа некако моментално, веројатно, што викаш, делуваше на некои од луѓето, после тоа некако, Не, апсолутно не. Никако, тоа е страшно
Да. какви контейнери се запнати, тоа друга тема, више да не идемо натака. Да, па не, ама тука автоматски природата ти се загадува. Водата, воздухот, Само себе си основни... прават штета, мислам реално, нели? Да, Не е тоа значи, дека за наслика и заради лепота. Значи, стварно, здравието сега им значи нели, за секако здравието дека е тоа. И заубава средината да личи, ама пред се е здравието и нели благосостојбото Да. на луѓето. Да, ама Тоа- очигледно. Тешки разлики. А има ли нешто што ти фали тука? Ја како интервјуа ти правам, ама интересираме стварно. Има ли од сите тие работи што ги нема тамо, а ги има тука нешто што ти фали? До стари ти кажа, тебе ти фали, еве. Фали ми дотерани тоа луѓе, што не може да речем дека не ми фалат луѓето што си ги знам од детство, како Добро, ти, сад, како да, пријатели, нели, тоа ти фале, фамилија, ама едноставно сега Не, ти од си... начинот на живот нешто дали ти фале. Па, веројатно самите луѓе што ти фалат да си седнеш на кафе и ти фале тај момент да седнам на кафе со некој без да се договарам. Веројатно. Друга работа што ми е фалила, ништо не. Ја и не сум цело време јас се сам надвор, излезена па се вратам, излезена па се вратам. Ја од 18 години у Скопје живееше, па у Грција, па у Катар, па назад, па Германија. Знаеш, некако се сам in out и некако и се некако бегам од Македонија, ти кажам право. Никако Да, добро, да. давам и Ама шанса, колку ама пак се ме разочарува. Па ти колку ето вадила си сигурно за сите тие места кај што си било ти било потребна нели документација за апликација. Лесно ли ги вадиш документите у Германија, полесно ли тоа или тај Од бирократски Германија, дел? па бирократскиот дел тие работи, па треба доста документација. Тука е интересно што кад збориме емисијата за 90-тите, што се нели тука уште и со факсови функционира. Многу се е со писма, се е со дата, нели, се е со Добро, ама дали повик, тоа со функционира? функционира перфектно. Тоа ми е прашање, дали на пример ако ти треба не Перфектно. знам некој документ лесно ќе го извадиш или ти Да. требаат врски за тоа? Да. Да. Се Извадиш? ако имаш термин и си отидеш и се појавиш и си кажеш тоа или они ти речат да, ама ти треба тоа и тоа да донесеш и едноставно нема тука чекај да најдам човек да ми даде побрзо или не, едноставно кажат ти на тоа дато ќе добиеш, на тоа си зимаш. Здравство, тие работи скапо ли е нешто? Не знам. Здравството, многу луѓе, а и ја мислам, веројатно тоа е била некоја моја заблуда дека е бесплатно, ама не е бесплатно, нели, од бруто нето, како си се прорачунуваат платите и сите тие плаќања, здравството ти си плаќаш секако, ама за цена на тоа па ти имаш пристап на секаде, термин не чекаш со месеци, еве, например, најсвежо за ногата, зимам упут кај ортопед, пријавувам се, термин, да, тогаш и тогаш, за неколку дена имам термин, прегледуваме доктор, идемо на магнетна, кога да ја правам, уште вечер можеш да ја правиш. На магнетна, кај нас на магнетна се чека со години. Па тоа е. Страшно е. Знаејќи, пошто ја имам идено по тие институции низ Македонија и по Скопје, исто, на магнетно уште вечерта ми дадеа термин да снимаа ми и колено и све, така да резултатите ги дават. Тука ти одбијат од плата здравство, ама барем... Па не, но тоа треба вие таму доле да се запрашате кај ви идат парите. Плати, ама барем да знаеш дека си платил, дека си покриен, дека има зашо плаќаш, нели? Да, не Сигурно плюс да да се идеш чува. по приватни. Точно, да. Да. Страшно. Ево, например, кога се роди најмалото, у истиот момент, мислам пред време ми кажаа што документи ќе ми требат за да ми дадат извод, нели? Тоа се со подпис од родители, таму у истиот момент. Значи, детето се денеска раѓа, за 3 дена ти имаш и вакво. Сега идем и на Уркунде. Извод од книга на родените, нели? Тоа како се викаше бе? Леле, блокирам. Извод. Извод, да.
за у истиот момент кога ти рекле да дојдеш, ти идеш таму, подигаш си, ти си веќе. Болници не се плаќат, еве ја ништо не плати, ниту за пореѓај, нити за колено. Исто имам и други операции правено. Значи, ништо не плаќаш, како улаваш, така излаваш, никому ништо. Интересно што е однесемо чисто од благодарност на доктора една бомбонjera и вино и он вака гледа. Викам, а тоа ми е мене работа? Викам, ама докторе, тоа е само викам едно фала, знаеш? Мала пажња. Викам, да, буквално внимание и он вика, ама мен тоа ми е работа? И така насмеа се и некој човек му беше чудно да земе или да не го земе бомбонjerата, знаеш? Викам, Па како не? Па да, страга значи, сигурно. Он не чувствува потреба дека ти треба него да му се да му се клањаш или не знам што. Можеш сака да ме наместа да ќе пријавиш, нели? Не си Па нели, да. Да, ама истото и претходно на другиот, викам, и он викам, а земи си ги тие работи, викам, не ми треба. Викам, ама слушај, да ти кажам, доктор, среќа па што на англиски он збореше од Австрија, викам, доктора, ние у наша култура од благодарност давамо нешто, кафе, нели благо или било што, викам чисто, нели, не е ништо, така, не ме сваќате погрешно, но едно кафе, да. Со празни раце. Да. Што интересното, а па германците доаѓаат со празни раце секад дом, на гости. Ја кога ќе отидам кај некој, ево, германец на гости, Добро. Однесам за детето, например, чоколади, гумени бомбони, нели, шо и да е, нели, како ние што знаеме да си идемо по гости, нели, однесаш ти што да не идеш со празни раце, тоа е и као и суеверија некоја кај нас. И они се толку, човече, чуда, толку се као благодарни, леле, она ми купила чоколада на мене, знаеш, некој као да си им однел телевизор на поклон. Толку интересна работа. А они па немат ја таа култура, они со празни раце секад доаѓаат. И например и тоа ми беше така некако, не дека ме нервирало, ама као не знам, чудно ми беше на почетоко, знаеш, па е тоа тај некој културолошки шок, што викаш, нешто ново, чудно. Нели некој кад ќе дојде, бе, чисто кафе ти донесам. Така, да. И Са, тоа не знам, може да се смениле некои работи, така е било, па са не само одамна имал да, и тоа што викаш, може и по Македонија станамо модерни. Не, можда, не, од каде знам појонија што се дешава. Знаеш што ми се највеќе свиѓа? Начинот на воспитување кај децата. Например, колку и да смо ние тука сами да си ги гледамо децата, веројатно и то од тај аспект ги малку терамо да бидат посамостојни, нели, пошто ама баба сервисот доле у Македонија некако ми ги осакатува децата. Не знам. Баба сервис. Нели? Баба сервис. Па зашто? Па некако имам приметено, ево и мама е тука, например, моментално, или кога ќе доја свекор и свекрвата, они од толкуш многу ги сакат внуците, знаеш, ајде, ја ќе ти помогнам. Да, ја ќе им угодат. Да угодат, нели, некако, као да не им дозволуваат да бидат самостални. Еве, прост пример, ја ќе ти ги врзам патиките, или ја ќе ти донесам, што сакаш да јадеш, баба ќе ти донесе. Викам, не може. Значи, они не се толку мали, нели, сепак знаат, ќе си земе, а не, например, овај Калин, едно време се научи толку и ќе легне, ќе гледа цртани, далинско му рака. Баба, ајде донеси ми тоа, знаеш, па почнувај да нареду. Викам, дечка, ај стани, земи си, што ти треба, викам, не ти е слугинка баба ти. Знаеш, тоа, например, малку тука децата управо оделение сами си идат на школа, значи, многу некако самостојни се, да, ама и системот е таков, значи, организирано е од школа, да децата, например, првачињата посебно, има тука ги викат лауфбус, тоа е лауф е одење, као одечки автобус, лауфбус у буквален превод на збора,
ќе се соберат неколку првачиња и Како Бошич. Да, и сами ќе си одат у школа, да си и едно ќе има така од поголемите и ќе ги воде По коледари. буквално како второ или трето оделение и ќе ги однесе до школа за да не идат скроз сами не, да не се плашат или разбираш ли? Старешина. Буквално. И така ќе овакво ќе си идат и се независни, па после и сами па идат од школа им организират, дават им како возачка дозвола за точок, за велосипед. Родитело мора да се потпише дека тоа дете знае да возе, основни правила дека знае и дека родитело ги научил, а после у трето и четврто оделение од школото се организира како акција до едукација и возат низ градо со двајца сега инструктори така и нели лева десна рака за Тоа е многу различно од работите што се дешаваат тука. Јас сум сигурен дека има такви разлики. Аме насекаде ни свето има. Не е само тука. Моментално јас споредувам, ама парадоксално ќе го крадам твојот збор е што сите цилемо кон таа некоја Европа, а немаш патишта ни тротоари. И ние кога беме у Македонија последен пат со децата пред 2 години, Калин одеше и го собираше ѓубрето у парко. Ја викам, Калин, остави тоа, не е твое. Мамо, века, ја не можам да гледам, мене ме нервира. Значи, он го собираше ѓубрето и го фрлаше у канта. Идемо, пешачемо. И мамо вика, и сега ја кај да одам, ќе ме згази мене кола, нема тротоар, ја кај да се качам. Вика, зашо вие коли на тротоар себе, вика, ставени, вика, треба ја там да стојам, зашо вика не си ги ставили у гаража? Како ја да му објаснам на тоа? И јас затоа не се плашам тука да го пуштам сам. Мене ми повеќе страх у Македонија да отидам, ќе го лепне некоја кола. Ево сега читам милион случаеви како се возе, колку млади луѓе умират. Додека го збореш ти, ја нели си правам слики у главата и претходно спомна нешто слично ја. Кај нас сме дојдени до степен да више како треба да биде, да речеме, ево правилно, ево да не се паркират на тротоари, да не фрлат ѓубре. Кај нас да те страх више да си го кажеш тоа мислење. Затоа што некако знаеш народот кој си па ти, па кај да го паркира. Ама и премногу е нормализирано. Да. Како да премногу е нормализирано. Ако не тука, како чека бе малку совеста, кај ти е на тебе, како кај да го паркираш. Нели? Ма немаш со количка кај да одеш, еве како мајка, немаш со количка кај. Треба со количка. Нема паркинг, па ако нема паркинг, испаднеш пешки, мислам, нели? Да. Со точок испадни у чаршија. Може да имам, не е светеник. Не знам, хеликоптери, сега со хеликоптер или треба да слетам насред плочки? И да речеме, па кај да слетам? Па кај да паркирам? Не, ти како лепа брена ќе се спуштиш на игралиштето за хеликоптер. Паркингот ќе ми биде игралиште пазар. Мислам, да, и така да... Не, тие многу се што викаш ти нормализирани работи, многу неправилни вредности, многу изместени вредности, многу такви нешто. Мене тоа ме живцира и дури тие многу ми се такви теми што ја можам многу да качам притисок. Ја секогаш во притисок при крај на емисиите приметуваш. Да, но последно не. Аптека некоја. Аптекичка, да. За твојот притисок. Нешто така за благо да ме подсмира, да ме подготвя за темата, да. Добро, повикуваме ги сите наши, особено сите николчани што се преселени у Германија прво, па после у било која друга држава, да кажат искуства, разлики или што највише им фали од дома. Само јас изборам за моje искуство, не мора да значи дека и другите македонци го поминуваат истото таму некаде. Претпоставувам и дека не го фаворизирам у Германија дека најдобра е, нели? Да. Не знам. Не, у никој случај. Секад може да биде подобро. Истакнувамо разликите, па вие пресудите дали е подобро или не. Не, но јас следен пат од Флорида ќе се јавам. Ја од Германија не го сакам времето. Ја го сакам системот, ама времето не.
Епа нема совршено, нема перфектно. Нема совршено, точно така. Поздрав, Флори, интересна тема што уште можеше да се развива, ама мора граница да има. Да. Чао. Ајде. Чус. Чао. Чус. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Subscribe for more content.